Со олеснување и со солзи во очите велешанката Павлинка Палеј Иловска ја слушна денеска пресудата која ја донесе Основниот суд во Велес, а тоа е дека таа се ослободува од обвинение за делото убиство во МИГ за кое што беше обвинета од како лани во септември во самоодбрана го уби својот невенчан партнер Александар Ристовски, кој инаку беше вработен во велешката полиција. Судиката Габриела Гајдова денеска, образложувајќи ја пресудата, кажа дека таа ја донела врз основа на тоа што постоеле сите докази дека Павлина делото го сторила во самоодбрана, односно дека го бранела својот живот од несразмерно еднаква сила која била употребена врз неа, бидејќи нејзиниот партнер бил многу покрупулентен од неа, па таа не можела да се одбрани освен да го стори тоа што го сторила. Пред да ја слушнеме, односно да го споменам образложението на пресудата, тука предлагам да го видиме моментот на изрекувањето на пресудата. Обвинетата Павлинка Иловска, од татко Кирил, мајка Снежана, родена на 10.7.1998 година во Велес, каде и живее на улица Максим Горки, број 190, во моментот на издржување мерка куќен притвор на улица Антон Шурков, број 6, македонка, државјанин на РСМ, писмена со завршено средно образование, безимотна, немажена, невработена, не остварува месечни примања, до сега не осудувана, постапка за друго кривично дело не се води, прекршочно неказнувана, моментално на издржување мерка куќен притвор, врз основа на член 403 став 1 точка 1 од Законот за кривична постапка во врска со членот 9 точка 1 од Кривичниот законник, се ослободува од обвинение дека на ден 29.9, ве молам за тишина, мерката куќен притвор која што беше определена спрема обвинетата се укинува. Инаку убиството се случи лани во септември, а откако Пале и Александар се вратиле во домот во кој живееле како биле нагости, и веднаш потоа алкохолизираниот Александар почнал да ја напаѓа, да ја влече за врат, потоа да ја дави. Од ДНК под ноктите на покојниот полицаец се утврдило дека тој навистина бил оној што ја давел. Таа била влечена за облеката, удирана по рацете и нозете, но и главата. Дел од образложението би сакал тука да прочитам. Согласно Кривичниот законник, нужна е одбраната која е неопходна. Нападот и одбраната се неопходни елементи. Тој ја влечел, клоцал, ја стегал околу вратот. Неспорно се утврди од записникот за увид. По самиот увид на настанот кај обвинетото имало телесни повреди, изразени на главата, ногата и вратот. Натаму на овој доказ се надоврзува телесниот преглед на обвинетата, рече судиката во образложението на пресудата, додавајќи дека правната доктрина дозволува нападнатиот да се брани, па со оглед на тоа што на крајот се случи, се чини дека и јавноста е задоволна од оваа пресуда, која предпоставувам дека обвинителството ќе обжали, но одбраната е задоволна. Тука да ја слушнеме изјавата на адвокатот на Павлина Илиевска, Димитар Петулев. Правично и фер судење, врз основа на сите изведени докази во целина, судот правилно утврди фактичката состојба и донесе законите одлука ваква како што имаме сега. Сакам само да напоменам дека со ваквиот потек од страна на судот, би го нарекол охрабрувачки, се докаже дека член 9 од КЗ не е само паушално наведен во законот, напротив, видовме дека дојде до примена на истиот. Овој случај предизвика голема реакција во јавноста, откако се дознаа дека Пале неколку пати го пријавувала нејзиниот партнер кој бил вработен во велешката полиција, но немало никаков епилог од тоа, немало ниту евиденција дека Александар Ристовски некогаш бил пријавен за малтретирање. Инаку Александар Ристовски имал би рекол прекршачно или кривично досие пред 13 години
пешат со својот автомобил, со својот автомобил, а во 2016 година е обвинет и за насилство над сестрата на близначка на Павлина, кога во расправија за семејниот имот ја фатил за врат и се обидел да ја задави, велејќи дека ќе и го скрши вратот ако не ја препише куќата на својата сестра. Тој бил казнет за овој случај, но од полицијата немал никакви санкции, тој продолжил да работи како полицај, што отвара други прашања колку полицијата ги штити ваквите своји припадници кои имаат вакви досија. Уште еднаш на крајот од овој линк, веста на денот е дека велешанката Павлина Пале Илоска која го уби својот невенчан сопруг Александар Рисовски е ослободена од обвинение.